Еден навистина преубав експресен пат кој што ќе значи многу за поврзувањето и на Прилеп, и на Битола, но и на останатите општини, на Могила, на Новаци, на Кривогаштани, на Крушево, секако на Росоман, со главниот град, но исто така ќе значи и поврзување и со соседна Грција и секако поврзување со коридорот 10. Ова е коридор 10D, кој што треба да значи целосно или автопатско или експресно поврзување со вториот голем граничен премин, тоа е граничниот премин Меджитлија, и навистина честитки на сите кои што учествуваа во изградбата. Обично не сакам да зборувам за проблеми и кажав дека ќе завршуваме проекти затоа што ние сме избрани да работиме, а не да се жалиме и не да даваме образложенија. Но пред мене, како што можете да видите, нешто и рачно пишувано, нешто со маркер, го имам првиот документ кој што го добив кога станав министер за транспорт, првата голема главоболка со која што се соочив и со која што се соочи владата. Ова е извештајот за состојбата, во каква состојба беше изградбата на овој експресен пат. Ќе ви кажам кратко, директно. Работници немаше, активности немаше, не беа решени костините, гледате сега како прекрасно изгледат од двете страни на патот, и фалеа некаде околу 13 милиони евра за да се исплати и да се доврши реализацијата на овој експресен пат. Изведувачот се спремаше за арбитража, веќе првите чекори беа преземени и, како што кажав, работниците беа повлечени. Причината, претходната влада година и пол не сакала да потпише два адендуми, адендумот 3 и 4, кои што беа договорени заедно со европската делегација, и не сакала да формира комисија која што ќе ги спроведува. Новата влада за само месец дена ја формираше комисијата, истата се формираше некаде на крајот на месецот јули. Во тек на месец август се работеше на содржината на овие два адендуми или анекси и на 12 септември проблемите беа решени. Од 12 септември до буквално Нова година се работеше тука, се заврши и сакам да честитам на сите затоа што имаме завршен експресен пат.